Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образование организираат јавна дискусија за нов предлог лектирен список за основното образование и упатуваат покана до сите заинтересирани страни, наставници, стручни служби и други чинители во образованието, активно да се вклучат во дефинирање современ, инклузивен и квалитетен лектирен список, кој ќе одговара на реалните потреби на учениците и наставниот процес. МОН на својата веб страница објави предлог список на лектири, посочувајќи дека потребата од ажурирање на лектирниот список произлегува од стремежот за постојано усогласување на наставните содржини со современите образовни цели, развојните карактеристики на учениците и нивниот социјален и емоционален контекст. Целта е учениците да читаат содржини блиски на нивната реалност, но додава МОН и доволно слоевити за анализа и символичко толкување, што ќе поттикнува критичко размислување, дискусија и личен развој. Предлог списокот на лектири е отворен за предлози за сите одделенија од 2 до 9. Предвидена е можност за вклучување на по едно дело од националните литератури на сите наставни јазици, при што секое дело ќе биде преведено на сите службени наставни јазици во Македонија. Во објавата на МОН е достапен и формулар за предлог книга, кој најдоцна до крајот на месецов треба да се испрати на имејл адресата на Бирото за развој на образование. За 2025 година се очекува раст на економијата од 3,5%, а просечната стапка на инфлација ќе изнесува 3,9%, соопшти Народната банка. Се оценува дека дефицитот на тековната сметка ќе биде 4,2% од БДП, што е проширување на дефицитот во однос на претходната година. Во споредба со априлските проекции се очекува умерено повисок дефицит на тековната сметка, наспроти финансиските текови кои во просек се повисоки од претходните очекувања. Како што рече гувернерот Трајко Славески, макроекономската слика за домашната економија укажува на солидни економски изгледи на тамошна стабилизација на инфлацијата. Најновите макроекономски проекции за периодот 2025-2028 година укажуваат на отпорност и солиден раст на економијата. За годинава се очекува раст од 3,5% во периодот 2026-2028, тој би забрзал на 4%. Во однос на инфлацијата, просечната стапка ќе изнесува 3,9%, а во натамошниот период ќе следи патека на надолно приспособување и враќање кон историскиот просек, истакна Славески на пресконференција. Како што нагласува тој, во првите 9 месеци од оваа година, кредитната активност забележа силен раст, кој според Народната банка би продолжил и до крајот на годината. Според најновите официјални информации, вкупно 11 лица загинале во пожарот што зафати дел од зграда на домот за стари лица во Тузла, додека 35 лица побарале медицинска помош во Универзитетскиот клинички центар во Тузла. Седмиот кат од домот за стари лица бил зафатен од голем пожар, меѓу загинатите имало тешко болни неподвижни лица од повисоките катови. Станува збор за неподвижни лица со сериозно нарушено здравје. Меѓу повредените кои побарале медицинска помош има жители и вработени во домот, како и полицајци, пожарникари и медицински техничари. Според неофицијални информации, тројца од повредените се во критична состојба. Зградата на домот за стари лица ја обезбедуваат припадници на полициската управа на Министерството за внатрешни работи на Тузланскиот кантон. Според претходните информации, жителите се наоѓаат на обезбедените катови од зградата, во делот што не бил зафатен со пожарот. Корисниците на домот и нивните семејства, како и некои политичари во Тузла, со години предупредуваат за лошите услови во домот за пензионери, пренесуваат тамошните медиуми. Истрагата е во тек и ќе покаже што го предизвикало пожарот и дали некој потврлил во синџирот на одговорност. Американскиот министер за транспорт Шон Дафи во вторникот изјави дека ќе има хаос ако блокадата на федералната влада продолжи и дека делови од американскиот воздушен простор би можеле да бидат затворени. Зборувајќи во Вашингтон, Дафи рече дека многу американски контролори на летање би можеле да се справат со пропуштање на една плата, како што веќе го прават, но нагласи никој од нас не може да се справи со пропуштање на 2 плати. Тој ги обвини демократите за блокадата на владата, додека тие ги обвинија републиканците и администрацијата на Трамп. Дафи рече дека ќе има масовен хаос ако блокадата на владата продолжи уште една недела. Тој предупреди дека ќе има огромни доцнења и откажувања на летови и дека властите би можеле дури да затворат некои делови од воздушниот простор, бидејќи нема доволно контролори на летање. Тој предупреди дека ќе го исклучи целиот систем ако безбедноста на летовите повеќе не може да се гарантира. Блокадата на владата трае веќе 36 дена, најдолго досега,
додека демократите и републиканците се караат околу буџетот. Под влијание на Сирија влажни воздушни бранови од денес во вечерните часови до понеделник следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Како што информираат од управата за хидрометеоролошки работи, наместа врнежите ќе бидат поројни и пообилни и во текот на 24 часа се очекува да наврнат на 30 литри на квадратен метар дожд. И во Скопје од денес во вечерните часови до понеделник има повремени врнежи од дожд, кои во делови од котлината повремено ќе бидат поројни и пообилни.